Почитувани гледачи, ги следите вестите на Канал 8. Почнуваме со подготвените содржини. Владата подготвува есенска и пролетна кошничка со производи кои најмногу ги употребуваат граѓаните. Целта е да се направи симулација за ограничување на цените или на маржите. Премиерот Христијан Мицкоски на пресконференција најави дека се подготвуваат есенска и пролетна кошничка со производи кои најмногу ги употребуваат граѓаните, а целта е да се направи симулација за ограничување на цените или на маржите. Есенската потрошувачка кошничка треба да биде изготвена до петок и ќе содржи околу 100 прехранбени производи. Во однос на законот за нефер трговски практики, посочи дека тој треба да стапи на сила на 28 септември, при што се очекува да донесе пониски цени за потрошувачите. Сакам да кажам дека сум исклучително задоволен што стапката на инфлација во август месец на годишно ниво е 2,2%. Во однос на август месец минатата година, што представува навистина еден добар резултат во месец август, имајќи го предвид во регионот и е меѓу првите во регионот, односно првите според ниска стапка на инфлација, би рекол и компетитивен во Европа и е понизок од тој во рамките на еврозоната, што е добро. Што е добро, значи полека но сигурно цените се стабилизира и она кое што сакам да го кажам е дека во периодот кој што ќе следи, ќе продолжиме да се грижиме за стандардот на граѓаните. Ќе имаме предновогодишна кошничка, есенска кошничка во која што ќе има своевиден вид на производи кои што се најупотребувани во тој период од годината, ќе имаме пролетна и така натаму, во зависност од тоа какви се потребите на граѓаните, во зависност од тоа што најмногу се троши, ќе го следиме процесот и нема да дозволиме да ни се случи повторно висока стапка на инфлација, со што ќе се влие негативно на стандардот на граѓаните. Законот за забрана на нефер трговски практики беше изгласан на 13 март годинава, а при крај е 6-месечниот период за приспособување и почеток на примената. Со законот, маржите на трговците се ограничуваат на максимум 10% од производствената цена, што е значително намалување од сегашните 40%. За непочитувањето на законските одредби се предвидени парични казни до 20.000 евра. Општина Кочани очекува да добие над 1 милион евра финансиска помош од владата за реализација на 3 проекти до крајот на оваа календарска година. Локалната самоуправа на Кочани ги подготви 3 проекти кои треба да бидат реализирани со владината помош до крајот на оваа календарска година. Општина Кочани очекува да добие над 1 милион евра, што според градоначалникот Љупчо Папазов е доволно за да се спроведат проектите за подобрување на инфраструктурата во градот. Актуелната влада, препознавајќи потребите за подинамичен развој на локалната заедница, најави, а веќе и објави поддршка за тековната година од 50 евра по жител. По тој основ, општина Кочани очекува да добие околу 1,5 милион евра, за чија намена се дефинирани 3 проекти. Изградба на источниот влез во градот Кочани, реализација на третата фаза од главниот потисен цевковод, изградба на посетска канализација на селото Усова чешма, Трајаново тргло и старата индустријска зона. Веќе во идната 2025 година од централно ниво ќе бидат наменети 135 евра по жител, што значи дека општина Кочани ќе очекува поддршка од околу 4 милиони евра за реализација на проектите Јужен булевар, Дом за стари лица и мост на Кочанска река. И на кулминатиот четврток, Министерството за локална самоуправа го објави јавниот повик за финансирање на проекти наменети за сите единици на локалните самоуправи, зашто владата ќе одвои 250 милиони евра за инфраструктурни и капитални проекти за развојот на општините и подобрување на животот на граѓаните. Општина Зрновци ќе ги подобрува условите на фудбалското игралиште. Со сопствени буџетски средства ќе ги реновира собликувалните и ќе постави надстрешница за официјалните лица на надпреварите. Локалната самоуправа на Зрновци ќе инвестира средства од сопствениот буџет, со кои треба да се подобрат условите на фудбалското игралиште во општинскиот центар. На последната седница на Советот на општината,
Едногласно беше поддржана предлог одлуката да се обезбедат 60.000 денари за да се исполнат потребните критериуми за одигрување фудбалски надпревари во првенството на третата Лига Исток. Со средствата треба да се реновира објектот во кој се сместени собликувалните за домашните и гостинските играчи, како и да се направат известни подобрувања на условите на теренот за официјалните представници на надпреварите. Една од причините за тоа е што фудбалскиот клуб Светлост од ова првенство обезбеди учество во лигата, со што по повеќе години во Зрновци ќе се играат официјални надпревари на кои ќе гостуваат екипи од регионот. Неопходноста од подобрување на условите на игралиштето ја образложи градоначалникот Борчо Коцев, нагласувајќи дека не се работи за голема сума која треба да ја инвестира општината, бидејќи трошоците за клубот ги покрива друг субјект. Услови кои што треба да ги исполниме за уредување на фудбалското игралиште, значи таму треба да собликувалните, популарно што го знаат луѓето објекто, да го приспособиме, односно да има струја, топловода, што ќе доваѓат гостите да се надпреваруваат, да се наспособат собликувалните и оние настречници што се за делегати, судии и гости. Пред 10 дена градижни инспектор заедно со вработени спротиви ги направат некоја премер пресметка и во контакт со председателот на Општинската фудбалска лига од Кочани беа ни кажани кои услови се треба да се исполнува и таму неминовно е дека тоа објектче, сега не да потрошиме некои грдни пари, али основните услови, значи да поставиме струја, бољери, плочки, шкафови, таму има некоја врата разбиена, скршена од некои деликвенти, ќе ги средеме тие работи, за да веќе од наредниот месец се стартува со сезонот. Со предвиденото реновирање на собликувалните и другите подобрувања околу теренот, фудбалското игралиште во Зрновци ќе може да ги задоволи основните стандарди за играње надпревари. Првенството во третата фудбалска лига Исток стартува овој викенд, а екипата од Зрновци во првото коло ќе гостува во Свети Николе против тимот на Овчеполе. Првиот надпревар на домашен терен пак ќе го игра во рамки на второто коло на 22 септември против Малеш од Берово. Локалната самоуправа на Кочани ја објави програмата за 33-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2024. Традиционалното зажнејување годинава ќе се одржи во населбата Оризари на 29 септември. Општина Кочани објави програмата за 33-тото издание на манифестацијата Денови на Кочанскиот Орис 2024. Отворањето ќе биде во паркот на Револуцијата на 27 септември со корнисување на жетварската убавица, а во 20 часот настап ќе има македонската поп пејачка Каролина Гочева. 2 часа подоцна ќе се представи диџејот Ацко. Следниот ден во 10 часот и 30 минути ќе биде отворена изложбата Свети Пантелејмон. Половина час потоа ќе се реализира и празничното дефиле на јавните институции, здруженија и фолклорни ансамбли. Дел од програмата се и комедијата за деца Kids Show, изложбата Дозимери Кочански од авторот Драган Верговски, а делата ќе бидат изложени во библиотеката Искра. Исто така дел од програмата се и фолклорните концерти на домашните и странските групи, а настап ќе има Малинов и Special Selections. Традиционалното зажнејување на Оризот ќе се изврши на 29 септември со почеток во 10 часот и 30 минути во населбата Оризари. Истиот ден ќе биде доделено и признанието на недобриот оризопроизводител, а за музичкиот дел ќе се погрижат оркестарот Мелем, учениците од музичкото училиште Ристо Јуруков, како и фолк пејачот Дамјан Стојановски. Сабота во Домот на културата Тошо Арсов во Виница ќе биде отворена изложбата за овој свет во чест на Тоше Проески. Изложбата со наслов за овој свет во чест на Тоше Проески сабота 14 септември ќе биде отворена во Домот на културата Тошо Арсов во Виница со почеток во 12 часот. На настанот ќе бидат изложени личните работи на Проески, кои ќе бидат донесени од неговата спомен куќа, што е лоцирана во Крушево. Како музичка поддршка ќе настапи дуо Брајд, а свој рецитал ќе имаат и учениците од Средното општинско училиште Ванчо Прке од Виница.
Изложбата е поддржана од локалната самоуправа на Виница и од повеќе приватни компании. Почитувани гледачи, тоа беа содржините што го одбележаа денешниот ден, а следете не на нашата официјална веб страница kanal8.mk, како и на Facebook и Instagram. Довидување.